Добро, почитувани новинари, почитувани граѓани, јавноста деновиве преку медиумите слушна дека претходните избори биле кристално чисти. Фалсификуваните лични карти, кои во форма на афера ги спакува неделникот Фокус, близок до СДСМ, а ги промовираше Оливер Спасовски како технички министер за внатрешни работи, воопшто не биле употребувани од никого за гласање. Всушност не биле употребувани овие така наречени фалсификувани лични карти за ништо друго, ниту за влез или излез од земјава, ниту во било кој друг правен промет на некој граѓанин. Биле употребени овие фабрикувани и фалсификувани лични карти само за едно нешто. Тоа е СДСМ да продуцира нова афера, да се фрли дамка на изборите, да се создаде основа за барање на нови избори, да се создадат алиби и оправданија на СДСМ за 10-тиот поред изборен пораз кој ги очекува во април следната година. Јавноста ги слушна овие факти преку медиумите, но за жал не ги слушна преку техничкиот министер за внатрешни работи Оливер Спасовски. Господине Спасовски, ако мислевте да се сокриете и да одмолчите, вистината нема да се сокрие и да одмолчи. Ако господинот Спасовски мислеше дека вистината нема да допре до граѓаните и до јавноста и дека ќе остане да виси сомнежот од аферата дека фалсификуваните лични карти кои што ги објави неделникот Фокус може би биле употребувани на изборите, сепак фактите се позначени од манипулациите. Оливер Спасовски мислеше дека ако остане сомнежот, тогаш граѓаните нема да сватат дека можеби единствената цел на оваа афера била токму да се нарушува угледот на институциите и на државата Република Македонија, се со цел да се покрие изборниот неуспех во минатото или во иднина на Социјалдемократскиот сојуз. Господине Оливер Спасовски, не е достојно повеќе да се криете од јавноста. На јавноста и должите одговор. Кој стои за аферата фабрикувани лични карти? И кој ја пласира оваа афера со оглед на тоа што се работи за медиум близок до вашата партија? Кој нарачал да се изработат овие фалсификувани лични карти? Кој одлучил тие да бидат предадени токму на неделникот Фокус, близок до СДСМ? И кој одлучил дека е добро и Фокус и вие, како технички министер, да отпочнете медиумска кампања без да имате било каква потврда за сомненијата дека фалсификуваните лични карти биле употребени или злоупотребени од некого за гласање? Господине Оливер Спасовски, дали сваќате дека вие и неделникот Фокус усогласено ги обвинувате и понижувате вработените во Министерството за внатрешни работи, каде што сте технички министер? Вие, господине Спасовски, и неделникот близок до СДСМ, координирано ги обвинувате и понижувате вашите членови и сите други членови на избирачките одбори дека не гледале кој со каква лична карта гласал на претходните избори. Ова е недостојно однесување. И затоа, господин Спасовски, престанете да се криете, бидејќи им должите извинување и на вработените во Министерството за внатрешни работи, и на целокупната јавност, им должите извинување и на членовите на избирачките одбори, дека не знаеле и не гледале кој како гласал, и на крајот им должите извинување на македонските граѓани, кои што координирано со неделникот Фокус ги обвинивте и ги пониживте дека не знаеле за кого гласаат на претходните избори. Господине Спасовски, иако сте технички министер за внатрешни работи, сега не сте само генерален секретар на Социјалдемократскиот сојуз. И затоа од вас се очекува одговорните за оваа фабрикувана афера, за фабрикувани лични карти, да ги изведете пред надлежните судови. Без разлика за кого се работи, бидејќи сите во оваа држава мора да бидат еднакви пред законот.